Овоштарите да ги заштитат растенијата и кога се расцветани, советуваат агрономите. Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки, препорачува овошките во овој случај да се прскаат со фунгициди, односно препарати кои ќе спречат појава на болести и штетници. Во фаза на цветање не треба да се користат инсектициди, вели Ивановски. Се наоѓаме период каде што сведоци сме, растенијата се веќе пробудени. Дрвјата веќе цветат, некаде има и листови, период каде што земјоделските производители со право се прашуваат од кога треба да ги заштитуваат самите овошки. Дали треба во цвет и кои препарати да употребат. Прво и основно сакам да нагласам дека во цвет треба да се прскат со фунгициди, односно со препарати за сузбивање на болести, односно на монилијата. Знаеме дека монилијата навлегува и преку цветот и понатаму плодовите со текот на развојот доаѓаат до нивно изгнијуваат. Што се однесува до инсектициди, јас не препорачувам употреба на инсектициди, односно во колку мора, односно во колку се јави рунтавата буба, тогаш може да се употребат атомонус поморум, тогаш може да се употребат биоинсектициди, односно инсектициди кои што не се штетни или токсични за пчелите. Значи мора да се внимава и на самите пчели, затоа што знаеме всушност покрај тоа што се тие благопријатни дават мед и други пчелини производи, исто овозможуваат за оплодувањето на самите растенија. Во лозарството пак потребно е интервенција уште со појавата на првите листови, вели Ивановски. Во лозарството се поставува прашање кога се почнува. Значи, не се чека да има ластар од 10-15 см, него напротив, со првите листови мора да се интервенира со употреба на системични фунгициди против плавница, затоа што, сведоци сме имаме сончеви периоди, пак има дожд, па сонце, а тоа се идеални услови за развој на плавница во лозарството. И затоа тука системични фунгициди веќе на старт со појава на првите листови. За да не претрпат големи штети и загуби, земјоделците треба да вложуваат и бараат совети од стручни лица. На тој начин правилно ќе ги заштитат растенијата и ќе добијат квалитетен род за продажба, вели Ивановски.